Денеска овде сум дојдена во својство на родител, загрижен за иднината на моето и на нашите деца. Тука сме за да го искажеме нашето незадоволство против законот за отфрлување на учебниците, на класичните учебници. Не загрижува тоа што на децата им се наметнуваат електронски учебници, а ги изфрламе од употреба класичните хартиени учебници, кои сметаме дека му се потребни на учениците за понатамошно надоградување и развој. Сметаме дека ќе има голема штета врз учениците со тоа што покрај здравствените причини децата ќе бидат цело време со дигитални уреди и дома, иако училиштата налагаат дека часовите ќе бидат интерактивни и дека нема цело време да се користат уредите, но сепак дома ќе имаат задача децата да ги користат за надоградување, тие мини домашни што ќе ги имаат за да може да ги извршат. Според нашите истражувања како иницијатива Facebook група моментално како сме учебници настава мора да има, заклучивме дека голем број на семејства во Македонија не се во можност да им обезбедат на родители, да им обезбедат на учениците дигитални уреди за понатамошно, мислам, за домашна употреба. Проблеми тоа не можеме да го знаеме, како што и самата министерка изјави дека резултатите од воведувањето на овој закон ќе бидат јасни по 5-6 години. Значи во тие 5-6 години нашите деца ќе бидат експериментални глувчина, па ќе чекаме да видиме дали ќе бидат писмени или нема да бидат писмени. Нашите барања покрај хартиените учебници имаме да се исклучи сеопфатното родово сензитивно образование во основното образование, да нема спојување на 2 и повеќе предмети, етика на религиите да остане како изборен предмет, да ни се образложи и аргументира кратењето на фондот на часови по одредени предмети и наставниот процес за истите тие предмети, да се создадат соодветни услови за инклузија на децата со оглед на нивната попреченост и потреба од соодветна нега, да се креираат протоколи за настава со физичко присуство и задолжително учество на стручни представници од граѓанскиот сектор во работната група за измени во законот.